Мислам дека во денешно време ние живееме во еден парадокс. Затоа што никогаш информацијата не била подостапна, никогаш фактите не биле полесно проверливи, бидејќи имаме извонредно силни технолошки платформи кои постојано се унапредуваат, да можеме да едноставно многу брзо да ја дознаеме вистината за нештата, да ги дознаеме фактите. Меѓутоа, истовремено, тука е парадоксот, ние живееме во време, во ера, кога вистината всушност има најголем проблем да продре до луѓето. Живееме во време кога луѓето им веруваат само на своите предрасуди и всушност во медиумите наоѓаат или бараат потврда на нивните предрасуди, а не на она што навистина се случило. И тоа е парадоксот и тоа е лекцијата, горчливата лекција која ја научивме сите овие години и се обидуваме да се избориме за квалитетно новинарство кое е во интерес на јавноста, на јавните интереси, кое работи за добробит на граѓанките и граѓаните, било кој да се, од било која точка на земјината топка да се наоѓаат. Ова е активност, дејност и работа, професија од јавен интерес. Меѓутоа, за жал, повторно ќе кажам, горчливата лекција што ја научивме е дека ние сме всушност во постојана фаза на повлекување и одбрана. И тоа е навистина тажно што му се случува на светот, да биде толку богат технолошки, лесно достапни информации, а толку да владее лагата, манипулацијата и пропагандата во овие денови, во ова време. И мислам дека тука во многу нешта придонесуваат токму политичките елити, центрите на моќта, авторитарните центри на моќта, но и големите бизниси, вклучително и Силиконската долина во Америка.